Одиш по автопатот Скопје-Тетово, па кај Желино вртиш десно. Минуваш неколку живописни села и пред се прекрасна природа, па доаѓаш во Јанчиште и следува Подбреге. Да, меѓу Шара и Сува планина Подбреге. Само по себе ви доаѓа помислата, зошто и од каде му доаѓа името на селото. Ние под брег смо били и кад дошле во 3 куќе овде што смо останати старо и готово го нарекне под брег дека доле. Под кој брег? Под кој брег? Па Шарпланина, Жедан, туека исто и под Жедан мамо и Љуботен ова Шарпланина тоа. Под брегу. Под брегу и се го нарекли ова, овде имало Ефендија исто. И се закопувало смује у Вардар и Егуновце, пештарата тамо што е. Преку реката? Преку Вардар. Ама кад налетало многу голем Вардар и но селе мртов човек сега таа. И не може да пројде. Тога плиток бил, ама најшло рекава тоа Вардарот голем. И ој Ефендија, дај враќајте назад, речем, ја ќе ви дајам место овдека, вика. Кај што е црква? Црквава кај што е. И он го даде месот и тиека се закопал и нон-стоп се, значи по Ефендија, значи он не го дал тоа место и тиека гробот се поблиску селово тиека се, не да идемо у Паштера Јегоровци. Најстари, мислим у село. Галабија се вика тоа фамилија. Галабија фамилија, па е, као ми е Наумовски, Наумовски, после Антовски доле, и се оја други Стојковски тие ги вика, 3 куќа имало, само тие најстари у село. Тоа трпе за името, демек меко, на подбрегот, под бреговите. А нивните соседи ги крстиле Јанчиште, да се знае, Јанчиште е мажиште. Е сега, Подбреге е многу помало, ама е и постаро од Јанчиште. Мало, ама убаво спакувано со вредни и работни домакини. Убави куќи, убави дворови, обработени бавчи како со лењир. Па тогаш ако е постаро, не е Подбреге зад, туку е пред Јанчиште. Или тоа ти е речиси исто. Нив практично ги дели некогашното заедничко корзо. Има околу 40 куќи, домаќинства, 200 жители. Се зголемува бројот? Па се зголемува. Има венчавки? Па има. Не многу, али има. Што има? И венчавки, и крштевки. Ке радува? Па да. Од инфраструктура, водовод, вода со вода, како стои? Со вода добро е све, асфалтирани се улиците се. Уште со фекалната канализација само да се реши проблемот и све ќе биде добро. Едино тоа е проблем? Да. Со улично осветление како имате? Па со уличното осветление све во ред. Скоро на секоја бандера има улично осветлување. Преку ноќта е добро. Може да се оди како во ден исто. Улици асфалтирани се? Па улиците се асфалтирани скоро се. Бекатон плочки? Бекатон плочки. Газите покал? Не, покал нема газење. Од што живее народот тука, Ивица? Па народот живее и од земјоделие. Се работи земјоделие нешто. По што сте познати? Па познати по гравот. И друго? Па највише тоа се гледува. Пченка, пченица, јачмен и грав. А јаболка? Јаболка во помала бројка. Колку сте од Јанчиште оддалечени? Па 1 километар нема. Тој километар порано што бил? Корзо? Порано да, корзо. Како беше? Па времиња. Како беше корзо? Почнуваше од крајот на Јанчиште? Крајот на Јанчиште до почетокот на Подбреже. И обратно. А си имате земање давање? Па имаме, како не. Има. Кој повеќе невести дава? Тие на вас или вие на нив? Си давате невести едни на други? Па има. Ние појчим земаме.
Во овие краишта со векови верата, обичаите и традицијата ги одржувале овие домаќини од колено на колено, од дедо, татко до внуците. Колективната меморија се пренесува писмено и усно и пред се духовно. Местната црква е токму тој столб на таа меморија. Има ли верен народ во Подбреге? Има и тоа доста има. Што? Доста верен народ има, што секоја слава ga слава, иде во црква, палja свечи за здравие, за како кој што, палja, добро е. И за починатите И за починатите, и за живите палja све, добро е. Се поштува верата, се поштува доста. и традиција. Да. И традицијата. Младите ја прифаќаат. Да. Младите ga прифаќа нормално исто како и старите ga продолжуваат тоа све. Добро е и да доста народ верници има доста. Како ви се вика црква? Црквата се вика Свети Архангел Михаил. Која е селска, која е црковна слава? Црковна слава Свети Архангел Михаил и се слави, се дочекува свите, цело село излага у црква. Дали ви доаѓаат пријатели и роднини од А има, околните се? има и околните, па станува кумови. По тројца кумо има, станува и тие, ако најда паричо лепчето, ќе стане кум. И до година тој ga прави кумовството. Има и од страна има. Доста и од страна иде. Ова е нова црква. Нова црква, ова е трета црква. Првата била тамо, втората овде, сега ga рушевме, има и слика, има и све. Ова е трета, како иницијатор сум бил ја, попот Дарко и председателот Борко од село Подбреге, иницијатори. А цело село помагале. Давале што можеле и другите околни села ни помогнале со материјали, со ова, со било што, све ни помогнале и затоа за 1,5 година ние ги изградимо и го нацртамо. Рековме, бавчите се мили на загледање, како под конец. Исцртани со вредните раце на подбреѓани. Ним ништо не им е тешко. Па, вели Борис, срамота е во едно село, било кое, дедовското да остане угар, неизорано, непосеано, незасадено. Борче живее во Тетово, ама она што му го оставиле предците не смее да се запусти. Еве го господинот Борис. Добар ден. Добар ден. Ајде ли работа? Фала да се здрави живи. Работата никого не остава равнодушен. Не е точно така. Кој работи, нема проблема. И долг живот има, и се најубаво. И ај, И ајр има од работата, така. цел живот работиш. Цел живот работим. Сум работел во фабрика како електричар, 35 години. Сега сум пензионер. И добра работата имам и не ја напуштам. До крај ќе си работам и понатак. Живееш во? Живеам во Тетово инако, а на село стално сум присутен тука и доаѓам секој ден. И сите работи земјоделски ги обавувам, пошто ние потекнуваме од земјоделска фамилија со 11 хектари земјиште. Сега ни е поделено земјиштето на тројца брача, така да по 35 декари. И сите си работиме. Едни од брати е во Америка, во Соединените Амерички држави. Сега треба да дојде на 12. И тој ќе работи. И тој е пензионер, тој не работи. Си има добра пензијичка, $3.500 и тука си живее и си шета само за летниот период. Ови дедовина? Дедовина, дедовците наши потекнува од Вратница сме дојдени. Биле во Америка, уште 1912 се вратени и тука купуваат 50 декари земјиште. Добар ден. Добар ден. Од каде ви е тука? Па јас сум овде се моите корени и секогаш ме влече навамо. Еве и жена ми, она е германка и она многу се иде овдека. Кога заминат? Па 70 година, тоа е кој имав 18 години. Каде отидовте?
во Германија и само за неколку години така имав намера и после да се вратим. Ali така испадна таа судбина. Се каете ли? Ist ja schwer gefahren, dass du hier kommst? Nein, für mich dobro oft. Super. Super. Ja, Vreme, Jade, Schopska Salat, für mich super Klima, planina. Природа, Ja. нашава храна. Ja. Пошто многу она била во Шпанија исто, многу и се свиѓа овде, пошто зеленило и многу вака реки со вода доволно. Таму е многу суво, затоа вика Македонија е супер. Matka super und Ochet ist sehr schön, 2 godine na Ochet. Секоја година си идемо таму. Za mene super. Aber Pensionär, vor Dobro natürlich, ne Rabato. Борис, работата те одмара? А работата ми е задоволство. Ме одмора и сум задоволен од работа. Затоа сум и витален, можам да речем. Цел ден да работим, нема проблема. Сите ми вика, седи Борше, одмори. Не, ја викам, кој работим. Ова е бавша, е моје царство, моја слобода, кој секој ден со задоволство си работим и така ми поминува времето, пензионерски денови. Така, Борис. Кај него пиевме прекрасна препечена ракија. Не лозова, не од модри сливи, туку, замислете, не открива тајната, од диви сливи кои на истокот во Македонија ги викаат джанки, жолти, розови или љакови, ѓавол да ги земе. Што има врска? Ракијата на Борис е бренд. Кога доаѓаат каубојците од Америка и селени од овие краишта во Детройт, Нью Џерси, плаќаат и $10 по литар и си носат обавезно и за Америка. Оригинално подсетување на родниот крај. Аферин бе Борис и прекрасно Подбреге. Довидување од некој друго убаво село во родината